Македонците ќе зборуваат без дополнителни трошоци за роаминг со граѓаните од Унијата дури на есен. Најавата за можно укинување од 1 јануари годинава паѓаат во вода. Обврските и критериумите кои Брисел ги бара од нас и останатите земји од Западниот Балкан се уште не се завршени. Процесот активно се спроведува, вели министерот за дигитална трансформација Андоновски. Македонија е меѓу првите земји од Западен Балкан што ги исполнува законските национални обврски, кои се предуслов за приближување кон европскиот модел на роаминг. Во таа насока во октомври беше донесен акцијски план, а на 30 декември 2025 беа усвоени измени и дополнувања на Законот за електронски комуникации. Во тек е финалната подготовка и усогласување со подзаконските акти, со очекување сите национални предуслови да бидат исполнети до крајот на јануари или почетокот на февруари. Важно е да се нагласи дека воведувањето на роаминг како дома со Европската Унија не е едностран процес и не зависи исклучиво од една држава. Андоновски додава дека воведувањето на роаминг како дома со Европската Унија не е едностран процес и не зависи исклучиво од една држава, но според неговите информации, можно е процесот да биде заокружен на есен. Согласно информациите добиени во комуникација со европските институции, Македонија, Црна Гора и Албанија се опфатени во заеднички пакет, при што се уште не е јасна можноста за поединечно приклучување доколку некоја држава не ги исполнила своите обврски. Следната фаза од процесот кај нас опфаќа скрининг и анализа од страна на Европската Унија, кои се очекува да се реализираат до доцна пролет или лето 2026. Согласно неофицијалните очекувања од европска страна, можно е процесот да биде заокружен до есента 2026, при што Министерството нагласува дека станува збор за индикативни, а не за формално утврдени рокови. Штом Европската Унија ги финализира договорните и процедурните предуслови, што овозможуваат прецизни рокови и јасен модел на имплементација, Министерството за дигитална трансформација ќе излезе со конкретни и навремени информации за македонските граѓани. Инаку во јули 2021 година беше укинат роамингот за телефонски разговори, SMS пораки и интернет меѓу земјите од Западен Балкан, односно помеѓу Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.